Враќање на животот во нормала. Од среда целосно се укинува полицискиот час. Лимитот за гостите на свадби и веселби од 100 присутни повеќе не важи. По долга пауза се дозволуваат и организации на настани, концерти и забави во клубовите и локалите само на отворено со капацитет до максимум 50% од објектот и не повеќе од 1000 лица. Ова се мерките кои Комисијата за заразни болести ги предложила, а биле усвоени од владиниот кризен штаб. Новите мерки треба да го поминат и владиниот филтер. Експертите велат дека спласнувањето на ковид кривата го дозволува олабавувањето на мерките. Сите мерки се очекувани и се, мислам, во ред, бидејќи бројот на нови случаи, на огромен број на тестирања, навистина е мал. До сега сите работи што се направија, надвор луѓето доста се отпуштени, не доведе до некој зголемување на бројката, очигледно дека вирусот се навистина го нема, односно активните случаи се извонредно ретки. Според професорот Пановски, колективниот имунитет кој го имаме преку природен пат, но и со вакцините, ни остава простор за да живееме послободно. И покрај тоа, треба да останеме внимателни. Очекувањата се дека тие што може да отидат на свадба се релативно средна возраст, млади, и дека дел од нив, голем дел се вакцинирани, голем дел имаат имунитет, така да тој колективен имунитет кој не штити од вакцините и природниот имунитет, мислам и тоа што на отворено многу поретко се шири, ќе биде успешно, односно, сакам да кажам, нема да има ширење на болест. Меѓутоа тоа треба да се проба, без да се проба не може да знае. Олабавувањето на мерките следат од како вчера немаше ниту еден починат ковид пациент првпат по 9 месеци, а регистрирани беа само 8 новозаразени од 3068 тестирања. Инаку веќе подолг период има драстично намалување на новодиагностицирани, а многу мала и бројот на хоспитализирани. Во моментот на болничко лекување во државата има 99 пациенти.